Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувам председател на владата, министри во владата на Македонија. Прво би сакал да кажам дека апсолутно нема да гласам за било кој од предлозите во оваа влада, од овој мандатар и од овие министри, затоа што ниту еден од министрите на Зоран Заев и СДСМ не ја оправда довербата во изминатите 2 години. Не ја оправда довербата, затоа што буквално ништо од оваа програма наречена План за живот во Македонија не е реализирано. Апсолутно ништо не е реализирано, ќе се вратам подоцна, ќе прочитам неколку работи, времето е кратко. Почитувам господине Заев, да одиме со бројките. Перформансот на вашиот тим и на вашата влада во 2018 година е дека имате најниски реализации на капиталните инвестиции последниве 50 години, а во оваа 2019 година имате уште помал процент на реализација на капиталните инвестиции од што во најлошата 2018 година. Јас ќе ви прочитам неколку бројки, премиер Заев. 2008 година во Македонија биле реализирани 78% од капиталните инвестиции. Чисто вака, пред да ги читам овие бројки, ќе ви го кажам вашиот перформанс за 2018 година, каде што вие велите дека бил 65%. Не, 65% е од како имаше ребаланс на буџетот. На почетокот на годината рековте 400 милиони евра капитални инвестиции, потрошивте 197 милиони. Тоа значи дека без ребалансот, реализацијата на капиталните инвестиции на целата гарнитура на Зоран Заев, сите ваши министри, директори, именувани лица и така натаму по хоризонтала и вертикала, реализирала 49% од капиталните инвестиции. Да, од 400 милиони предвидени на почетокот на годината, ве имавте реализирано 197 милиони. Значи, по вашите податоци после ребалансот, реализацијата е 65%, ако го тргнеме ребалансот од она што самите сте го од тоа што самите сте си го задале како задача, реализацијата е мизерни, никакви 49%. И тоа е пораз. И ваш, и на вашите подредени. Ако и погледнете бројките во првите 5 месеци, јануари, февруари, март, април, мај, 5 месеци, пола година речи си помина, имате реализација на капиталните инвестиции од 13%. Најмалку во историјата на Македонија. Метеор да паднеше врз Македонија, немаше да биде толку малку. Ке ви прочитам неколку работи. Значи, вашата реализација на капитални инвестиции е 49%. 2008 година 78%, 2009 70%, 2010 87%, 2011 84%, 2012 88%, 2013 82%, 2014 84%, 2015 84%, 2016 76%, 2017 84%. Значи Македонија имала кризи, Македонија имала војни кризи, ембарга, проблеми и така натаму и така натаму. Смеле ситуација во која што сме имале, немавате едни избори, други избори, трети избори, одложени избори. Вие во година во која што немавте избори, имате реализација на капитални инвестиции од 49%, најниско ниво последниве 50 години. Нема друг премиер и друга гарнитура со помала реализација. И на тој неславен рекорд во 2018 година, минатата година, сега имате 13%, а пола година ви помина. Нема што да се прави муавет. Тоа се податоците од Заводот за статистика, тоа се податоците кои што се јавно достапни. И вие можете да правите еден куп ребаланси. Ама, тоа е тоа. Ке продолжам понатаму, господине Заев, ке се вратам на програмата. Оно што преска го кажав за Шуто Ризари, за вашиот митинг одржан на 30 април, пред 2 месеци во Шуто Ризари, каде што велите, цитирам. И сакам овде, во Шуто Ризари, да ја споделам убавата вест. Пред неколку часа се вратив од Берлин,
бев на средба со Меркел, Макрон, со лидерите од Западен Балкан, со Федерика Могерини. Ви рековте Фредерика. Нашата заедничка земја конечно отвара поглавја, почнува да преговара. Тоа значи фондови, тоа значат пари, тоа значи перспектива, тоа значи иднина. Господине Заев, пред 2 месеци рековте отвараме преговори, готово е, почнуваат поглавјата. Еве нема. Ама вие во Шуто Ризер рековте почнуваме сега. Пред година дена кога се сликавте во авионот, кога направивте селфи, вие, Димитров, Ањушев, Бујар Османи, тогаш рековте почнуваме преговори 2018. Абер нема. Сега, господине Заев, брзо иде времето. Ке дојдеме тука, ке се видиме и ке дојде декември, дали ке поднесете одговорност ако не почнеме и во декември. Ке дадете ли оставка? Знам дека нема да дадете оставка. Така е. Око не ви трепнува. Затоа што цело време не ја говорите вестината, затоа што цело време најавувате нешто, затоа што велите, затоа што едноставно не ја говорите вистината, благо да кажем пред граѓаните на Македонија. Господине Заев, ве молам за внимание, ако може само колеги бе. Господине Заев, ако може да се сослушаме. Колеги, ако може ве молам. Господине Заев, во вашата програма за живот, во 2 години први на вашата влада, кои што веќе поминаа, господине Заев, вие велите, во првите 2 години, во вашата програма на страна 248, цитирам, ќе изградиме крак од железничката станица Миладиновци кон индустријската зона Бунарџик. Абер нема, шајка не е ставена. Понатаму велите, цитирам, страна 246, ке електрифицираме пругата Скопје Север, Ѓорче Петров, Волково Блаце. Абер нема од таа работа. Велите во вашата програма, господине Заев, во првите 2 години, кои што исто така веќе изминаа, велите ке изградиме нова пруга од аеродромот Александар Велики до Миладиновци, со што ќе отвориме железнички превоз од аеродромот Александар Велики до Скопје. Тамо само ја сменивте таблата со името на аеродромот. Понатаму велите ќе изградиме соларни системи на железничките станици, ги набројувате и така натаму. Господин Заев, во вашата програма за живот, во вашата програма велите на страна 247, во првите 2 години, во планот 24М, односно 24 месеци, ќе изградиме 3 хелиодроми во прва фаза, а уште 4 хелиодроми во втора фаза, наменети за медицински, полициски и воени потреби. Ова е лажење. Ова е лажење. Еве ги страна 246 и 247. Понатаму, велите животна средина, страна 253. Во првите 24 месеци, во првите 2 години кои што веќе поминаа, велите ќе изградиме регионални центри за управување со отпадот во 3 региони. Во 3 региони ќе изградите тоа. Велите на страна 252, во првите 2 години кои што веќе поминаа, велите во Штип ќе изградиме универзитетски кампус заради задоволување на потребите на студентите на Универзитетот Гоце Делчев. Една шајка не е закована. Абер нема да го направите тоа. Понатаму, господине Заев, во делот здравство, велите дека во првите 2 години кои што веќе поминаа, велите ќе изградиме современ и функционален универзитетски клинички центар во Скопје. Една шајка немате ставено. На страна 253, исто така, во првите 2 години, велите, цитирам, од вашата програма, ќе започнеме со изградба на клинички центар во Битола. Абер немате. Господине Зоран Заев, и вие, и сите останати, и вие, и вашите министри, и оние кои што одеа по Македонија да ветуваат, многу излажавте, се излажавте во програмата за живот во Македонија. Оваа програма за живот во Македонија стана програма за живот во Германија, во Канада, во Скандинавија и секаде друго, освен во Македонија. Ке се вратиме и ке се вратам на тие податоци, оние бројки кои што ви кажувам за екзодус во Македонија. Еве тука Царовска, нека чуе, Мила Царовска. Во првиот квартал Царовска паднат ви е бројот на родени деца 13% од најлошата 2018 година. 13%.
Ако тоа не ви е доказ за екзодус и на вас, и на сите, Ви благодарам. тоа е 13%. Ѓорчев, Не е за смење. Ѓорчев, ви благодарам. Македонија умира, Македонија исчезнува преку бројки и статистики. За жал.